се подготвува сега душекот, момчињата што се задолжени го чистат, создаваат добри услови за надпревар во борба на борачи до 76 килограми. Јоцо Павлов, десно на вашите екрани во синдрес против Мите Глигоров од Јака Бучим. Мите Глигоров искусен борач, цврст, висок, повисок од својот противник и сигурно максимално ќе ја користи оваа предност и долгите раце. Јоцо Павлов од поодамна го бира својот зенит. Глигоров во офанзива. Атакот продолжува, беше во тешка позиција Павлов, но се извлече 2 бода за Мите Глигоров. Поведува со 2:0 уште во првата минута од борбата. Доколку освои бод, тоа ќе биде многу значаен бод за борачите на Јака Бучим. Приклештен е Павлов, 2 бода, па уште 1, продолжува офанзивата на Глигоров. Очигледно е дека е амбициран, дека оди на победа со туш или технички туш, останува да видиме. Во секој случај сигурно водство против Јоцо Павлов. Втора минута на семафорот стои резултатот од 8:0, кај бодовниот судија од 9:0. Овој резултат кај бодовниот судија е најбитен. 1,5 минута од борбата. Павлов се обидува да го смири противникот кој тргна во еден решавачки, фуриозен напад. Тешко може да се поверува дека ќе успее во тоа, затоа што Мите Глигоров е борач добар, посвеж во овој дуел и физички изгледа многу посилно од Павлов. Но поен 10 и сега доаѓа до прекид на борбата. Борбата е прекината. Технички туш. Победа на Мите Глигоров во втората минута. Сега резултатот е 4:3 за Спартак Евросвет во дуелот со Јака Бучим. До крајот остануваат уште 3 борби. Се очекуваше ваква неизвестност.